Почитувани гледачи на КТВ телевизија, добар ден, добро дојдовте на програмата. Следува нова емисија, нов ден. Продолжуваме со серијалот разговори за некогашното богато историско минато на Куманово. По тој повод денес имаме интересен соговорник кој се надам ќе го задржи вашето внимание со неговите искази од минатото на Куманово. Наши ваш гостин господинот Круме Лазаревски, поднат стар кумановец. Добро дојдовте во нашето студио. Добро ве најдов. Многу ми е мило што има една ваква емисија, што треба да се подсетимо на старо Куманово и на стари обичаи. Најпрво, господине Лазаревски, еве едно вообичаено прашање. Многумина кумановци вас ве знаат како Круми, меѓутоа и со прекар сода вода. Од каде тоа? Види, ми смо, мој покојни татко и Чичо, су први содаџије у Куманово. Они су били ортаци со селога Сандета, Скопјана. Прва содаџиница у Куманово наша е била куде Симерони, куде сега што е касино на Маркин плац, куде тајтук. Ту ни е била прва содаџиница, а после сме се преселили куде библиотеку, куде Трајка Пајтонџију. Ту смо работале со кракери. Кракери тој су биле шишиња со соде, што ги викамо ми оние. Тие су под притисак се сами затварале. И имале смо продавачи кои су ише по град, кои су у четвртак, каде бие пазар на Тумбу, и они со скоричка ќе дојдат и имаја направено од дрво, едно како шило, и ќе го удари, пошто он е под притисак и држи го да не диши. Имало е продавачи кои су носили, а ми сме носили соду по кафане. Кисела вода не е имало, него имало сипони. И со сипон, разбираш, притерка ќе го направиш. Присти. Сега да не губиме многу време, бидејќи овие фотографии што ги имаме тука на маса се од богато историско минато на Куманово, може ли да не пишете напред на оваа фотографија? Види, ово е свадба, брат ми е бие стареко овдека, ово е куде од џамију кај се поде нагоре од десну страну куде сега што се направива тие зграде, па овдека доваѓа бараке, тие још се стои бараке, качи жито мело. Тоа е оваа улица. Свадбе су се правиле дома. Во домоштатно. Да. И обичај е било да се отиде по невесту, да се изведе невеста, брат му ќе го изведе невесту и ќе се доведе до младожењу. Која година ова, господине? Па ова е негде 60 година, така. Добро, одиме понатаму. И ова е многу интересна фотографија од центарот на градот Куманово. Да, ово е Куманово. Ово е свадба на мојега комшију. Ово е до рекламу сладкарница. Што го викамо ми овој Велешки со как се вика, овој према Соколано. Така. Тој смо го викале Велешки, а овој што иде покрај Зафира, тој е бие Романовски пат. За романовци пут. Ово е брат ми и јас сум овој. Добро. Одиме понатаму, ова е интересна фотографија од некогашниот тутунски комбинат Боро Петрушевски Папуча. Ово е пуштање на ферме Заот.
ја и Трајче близнак на Спирко Кару брат, заедно сме работале у Монопол, па после сме работале со njega исто заедно у ЧИК, а училе сме војну школу у Пожаревец. Прво сме биле војни питомци у Скопје, па у Скопје не преселива нас у Пожаревец. Тамо завршимо школу, ја работа 1 годину тамо. После доаѓање од Пожаревец, ја се запосли, Бог да ga прости, Киро Рударец, тој е еден бија мајстор што не е имало тајна у занат. Како бравар, како автоелектричар, виклер, немам речи да ти кажу и колку е фирме променија, свогде е бија тражен. Ова е во центарот на градот Куманово, сладкарница, Да, реклама. види, ово е на другара ми Дулета од Циганско мало, сестра е правила свадба, ово е Урош Берберин, ово е Звонко Сургун, ово е Верана, ово е Мира, ово е Горза, ово е еден другар од Крагујевац, ово сам ја поза njega. Ово е жена ми Бранка. А инаку вие, да кажеме на нашите гледачи, сте били и познат спортиста, се тренирале бокс во Куманово. Види, јас сум меѓу прва генерација на прва боксери. генерација и едини жив од три генерации што е била. Како беше боксот во Куманово во тие години? Слушај да ви кажам. Боксери сме биле, не сме имале прво спонзори, не сме имале. После некое време, Киро Петак почна да ни даа мајци, иначе имам ја, не може да ги најутија си, ми сме голи со своји мајце, боксувале, али сме били како аматери, како да ти кажу, чисто, а имале сме некој привилегију, ако си спортиста, следујеш ти патике да купиш. Не имало оно, ќе ти даде белешко, па ќе да купиш патик. Кој беше ваш првиот тренер во бокс? Прв тренер беше Бендо. Па после Бендо дојде Драган Каленич, еден официр, добар стручњак кој познаваше доста у бокс, и он го уведе Куманово превејаду на боксери извеја Каленич. Ту е бие еден Газепов, еден Ристо Газепов, да. Ристо Газепов, еден врхунски техничар. Он га е војната па. Него го смета за еден од најдобрите боксери на Куманово на сите времења, иако по медали не е. Русиски или Газеповски има повеќе медали. Русиски легенда наша, да. Али Газепов вика е бил вистински уметник на рингот. Он е бие човек кој е боксуваја, а никој не е бие модар. Толку е бие добар техничар и тако ќе удари, ќе се тргнат, ќе удари, ќе се тргнат. Меѓутоа, Кумановци ден денеска го зборуваат оној легендарен направор, и вие сте го веројатно гледале, на нашиот Миливој Јовановиќ Војко со, мислам дека со Келава е бил, Види како и со е Шовјански. Види какво е било. Бева се врчале партизан, дали се важно дојде партизан у Кумано. Имаше еден боксер Келава. Келава, име не се Томислав сеќам. Келава. Мислам дека Томислав, да. Он беше војник у Скопје. И он требаше да боксира со Шовјанскog. Али Шовјански вика, ја не сум спремен за такву борбу. Пошто Шовјански е спарно бија, али и Келава е бија. Ја вика, не сум се спремаја за такав. И ви, што ќе биде? Пушти му га Војка. Војко с храбро срце искочи, кад га крав Шовјанскog га вдека, Шовјански али значи каш Шовјански ги нокаутира. Како беше боксер Миливој Јовановиќ Војко? Била дека ви голем фајтер. Ударач, здраво ударач. Подсетува на Мирко Гиевски Бузле. Бузле,
па бузе, па каже га, Имаше плејада Куманово на боксери, Сами Лимановски. Видите, сви збориваме и за бузата, збориме за ога, никој не га спомиња Адема. Адем е Адем Адеми, така? Адем е бија едини што не изгубија Беч. За Куманово. Да, и боксуваја многу дуго време. Адем и еден многу хумен човек. Он е преко 150 пута даја крв. Мене ми има кажува Наце Русевски дека имал еден тренер кој него го учил во почетокот, мислам дека Павличич некој. Тој бил официр овдека во Куманово. Павличич така нешто ме рече. Павличич. Добро, тој е пред да дојде Петровиќ. Пред да дојде Петровиќ. Он е после Калинич. Добро, одиме понатаму со овие фотографии. Еве, овдека имаме нова средба. Овај фотографија е од Монопол, кога сум работаја во Монопол. Ово е Свето Биџо, Така. овој сам и ја, ово е Мечка, тај колега, ово е Аче Пижо, ово е еден ковач и Ице. Во тоа време Тутунски комбинат Боро Петрушевски Папоча и долги години бил синоним за успешна работа и многу работници работели и биле задоволни и среќни. Пред, тоа е било 55-то сам се ја запослија во Монопол, 56-то се пушти спермезавод, у Куманово имаше само едно градско купатило, пошто Кај беше тоа градско купатило? Свестено. Куде школу изгорено, школу на Чошово, куде пионерски дом. Пионерски дом, така. Тоа е било градско купатило. И после, кад се отвори фермезавод 56 година, направи се големи купатила, едно 10 кабини имаше, и тога доваѓа се, има со право и граѓани да доваѓат да се бават. Овдека убава фотографија, овде на чело со еден во тоа време, ваше време врвен армоникаш. Види, ово е Гуте, ово е Бранко Писка, еден многу добар кларнетиста. Свире, овој сум ја. Ова е ваше друштво, така, некоја прослава? Ово е прослава во Монопол. Сега да прашам, во тоа време вие сте издегували имало забавен живот во Монопол, потоа во Соколана, на кои други места се ишло? Главно е било Соколана. Па од Соколана, кога ќе се спустило, у Паласе имало игранка. Паласе бија... Нашите прошени кебапчиња. Не, Паласе бија куде библиотеку. Ту имаше една капана и ту се одржаваше играч. Па имало у Пожарно, па имало у Дом армије, имало и у летни на плочу у Монопол, имало и играке, тоа не е било единоразовно. Повторно ова од Тутунскиот комбинат? Ово е од фермезавод, ово е котлара овој сам ја, ово е Бац, добар фудбалер беше и он играше фудбал. За единство играше. Иначе работеше у Киропетак, беше како шеф на ово е видео се на нега. Ово е Бац на Нику Татко. Така. Сега доаѓаме до она прочуена што и денеска кумановци раскажуваат, стара кумановска плажа. Каква беше таа плажа? Што имаше тука? Слушај, вака интересно. Овај плажа е многу успомени имала. Овај плажа е била у парк, каде тој извинички дом беше после. Овде е било, овдека имаше како ресторан, Чичо Коста ga држеше и он одржаваше ред одека у плажот, а имаше плоча бетонирана и ту имаше кермес и игранка. И ќе се соберемо со друштво, ќе дојдемо, и имаше интересна работа, имаше вадак што течеше. И ми
Ajde сега да се покажемо пред девојке, ќе го липамо рам. Која е она слика, господин? Овој сам ја и Миле Грне. Грне, ушта ми се ви хемичар е био и живе он. Добро. Да. Одиме понатаму. Ова слика, Ово е слика, ово е ресторан на Вручу воду. На Вручу воду ресторан. Ево го, ово е Бошко, Кенер, ово е Сургун. може да ни кажете како беше во Вруче вода во тоа ваше време, Слушайте, забавата каква беше? Вручу вода, на 1. мај не е имало место, ишле смо на Вручу воду, на 2. мај, уствари, и на Студену воду. Со рабаджиски кола, ќе се седе, разбираш, рабаджиски кола и ќе те однесе на Платите колку? Студену. Колко даме. Колко даме. Ево многу интересна фотографија по повод денот на жени 8 март 65 година во фабриката Чик. Да. Да, ово е моја супруга Бранка. Ово е Така. Бранка. Ово е Верше Трудовачка. И овие, више сам ги и ја забравија. Добро што жено ми го памти. Тоа е најважно. Одиме понатаму. Ово е мој брат Патлиџан, Санде Патлиџан на Зоранов татко. Ово е прослава на Свети Спиридон. Таа е Така. слава кондурџиска и лимарска и уствари и Мислам дека пишува која година во Понатаму. опишање. Не Не. пишува. Не, ово е негде 58 Значи, имало традиција да се прославува Спиридон со години. назад. Обавезно за наслије, тој сечев колачи, тоа е било музика и играње. Ја га ја балонку да стои баломино. Така. Ово е Свето Биџо, ја и Ирина Нагазеповога, боксера сестра. Она е била и виклерка и ово е работа у Монопол. Кога смо Се спомнате, ово е фамилија од Биџови, така? Биџов, Свето Тие Биџов, се да. процуени по Кумановски мезалак. Мезалак, да, татко. Куманово имало два бренда, Кумановски мезалак и Кумановски суџук. Слушај, Кокошче е бија мајстор за суџук, а Биџовци су биле, сви Биџовци су Така. биле за мезалак. Мезалак се ја продавало у таве големи, и ќе поđe Биџов од куде ќе го земе од Спурѓу, док да дојде до кафана, ова ги продаде. Друго имаше понапред. Понапред по улице продавало се печенка. Така. На ова е сечена, една половина, и иде по улицу и дај ми оно и он со сноче хлап, ќе ти сече едно парче. За некоја символична сума на пари. Да, 5 динари, Така. толку, за колку сакаш, за толку ти сече. Тој бил. Имало Куманови возачи во минатото. Моли? Возачи. со воз. Имало е, возаџије су ишле на вечер, ќе поде на привечер, ќе поде по малу и воза, и сега искочиш ти од дома, земеш брдаче. Брдаче. Така. Устомно, како да ти кажем, брдаче, и ќе го земеш возу, и сабајлека ќе дојде он, ќе му го дадеш кадаче и ќе му дадеш пар. Але пуно мангупи су дале да направи оној. Јас се имаја едну прилику да ти кажам, Анекдота. куде што е Карши пошту сега. Туе имаше фурија и имаше паркче и имаше саткула. Така. Имаше еден дедотоша пурњаџија. И куде njega пече смо лепо. И очудујемо мисле другарани да земемо леп. И му вика тој другар ми да дошол, дедотоша
дојде да ми го дадеш леп, кога ќе дојде мајка би од ниву, ќе ти донесу пари. Не може вели си. И ја куде ми текна, разбираш. Па викам, ако не може, викам, па више не печемо куде тебе. Па што ако не печеш? Па викам, дај ми го печенко. Он земи си го, ја зема едно печенко. Оде се го дома. Покажа мајка, баба, испече го, а баба, само што дали кусамо, ќе ти ке точно домаја. Амо не ќево твој, вика, син го зема печенко на мајка, како мајка, добро ме точно колко паре, там да нему неко паре, али овај постар брат ми те стане, он, пошто татко ми е бија слеп, и овај како најстар брат, он е бија и за мене, и за Сандета покойнога, и доваѓа мајка му кажува, лека ми се пескаја. Ја под креме, после се лучетко каде манајал дека. Имаше тие. Одиме понатаму, господин Лазаревски, ова фотографија. Ово е исто Монопол, ово е моја, ово е Аце Пижо, ово е Драгица, ово е моја жена Бранка, ово е Гуте шофер е бие у Монопол на Бубу натраши татко. Штета што вашата сопруга не дојде овде во студиото, таа кога разговаравме вчера телефонски, вика, јас многу знам, вика, за Втората светска војна. Работи памети ви. Па добро, знае. Така. Ова е, мислам дека во центарот на градот. Ево, ово е каде Скопски дуќани. Ово е мој покојни брат, ово е Драги Вук, ово е Коле Гањо, ово е Снашка ми Ружа, а ово е на Самара жена, на Бранка Самара. Да. Како го беше забравило? Мислам дека Вука. Вука, да, Така, Вука. така рече човекот. Тој е на... Ова е слика на Вручу воду. Тоа што не дека за секој празник 1-2 мај било полно доле. Па тоа е било слушај. Вресе град бие. Музика е било, разбираш, на свако чоше. Не може кафану да... Сите кафани биле полни. Кафане што пуни. И мало е работа. После кад почна индустрија, Искра е почнала с количка. И Кенеди 11 ноември исто. После 11 новембра сами себе су го звале заначија, исто и Искру. Заначија почнала со колица, оно Јордан беше директор и почнала со количка. Количка е ово, ајде и пренасаву гигант. Шамницеви е. Кои се луѓе на фотографија? Овој сум ја, ово е Милка на другара ми жена, ово е Сречко Рибар, директор на Минер беше, ово е Тихе за правник у Скопје сути, ово е Џок Сургун, ово е Васе Родна. Добро. Одиме понатаму. Ова е една од постари фотографии, Тој е во Провице Вруќе вода, тој е 50 години, можеби претходно. Брана. Ово е негде 51 туј негде. Овој ми е мој другар Моме покојни, отиде, беше у Приштину, па после бега отиде у Нишко банју, таму умре. Ово е, имаше, ово е, да, Брана имаше тој. Да, мислам ово да не е погоре, така наречена Живкова карпа тоа. Да, Живкова карпа позади, да. Али ово е пред мост, сега што е мост, ту имаше како јас. Да. Ова е весела музика. Куманово минатото било препознатливо и по врањска музика, еве, дувачки оркестар, весела екипа на во центарот на градот. Кои се тие луѓе? Ево кој. Ово е Миле Грне,
Ovoj sam i ja. Ovие други не може. Дали беше Линка одека. Која е ова музика од Врање или тука од Куманово се? Овие се сеќавате? трубачи се од Врање. Врански се трубачи. Добро, овој во центарот на градот ова. Ово е бата на Ќоше, куде што е културни центар. Ова фотографија 1961 година. Види, ово е ово су Како колеги се сви. кумановци забавувале овде? Ово е дочек на Нову годину у Чик. Ово е Чорба, ово е Ratko Čorba? Не, брат му, Боре Чорба. Ово е другар ми Дуле. Горда, Новица Босанац, Горда, Вањо Рус, Мики, ја, Спире, Зоран. Тој су Значи, ова е во Чик фабрика. тој Тогаш во фабриките имало организирано дочек на Нова година Чик, Јура Петак и Искра. Ово е била елита на Чик. Ово су биле све мајстори на одржавање. Најдобри мајстори во тоа време. Па види, сад да не се фали мали гарнитура и маја Чик многу добро. Добри мајстори и има и придошлици кои су дошли од други фабрики. Така е, ова е да го споменеме и вашиот брат, познат Ова е Кумановец. Постан Лимар, мој брат Сандре Патличан покојни, он е бие Лимар кој работаја на Ангро. Хотел Кристалка се е правило воздухоплоди овие Така. за како е air conditioning За тоа време рекондишн. за тој сам ја на автопут 60 година. Работна акција некоја. Да, 59 година, Бобовиште. Бобовиште. Кај е тоа? Алексинаc. У Алексинаc, автопут. и во тоа време имало работни акции. Да. Оде ли од Куманово луѓе на работни акции во тоа време? Како не, биле што бригада Аврам не беше, Аврам беше, но јас сам со средношколци бија по партијско линија. Аврам, Свето Аврам, Да, професор. Еден голема легенда. да. Атлетичар. Ово е Скопски дуќан. Не. Ово е Ово сте био на слика, така? Не, ово е брат ми Тане. Само да се сету куди е. И ево го Тумба, па е овој падне е туј, изгледа ово е се куде што е кафич на Во центарот на градот. пред Зафира, Така. комитет куде што беше. Добро. Туј. Одиме понатаму. Ова сте ишле види. на така наречен собор. Види, ово е на собор, пошто у тој време, моје време, тој кажemo, и 600-500 година, села су биле богати, слушај, и они су, свако село имало своју славу. Така. И сега собор ќе биде у Ранковци, Во сите околни села. околник цела, сви ќе дојдат туј. Ранковци е една била и тега многу богата општина, тоа су биле све печалвари. Кај ќе дојеше дете да купуе бомбоне, он носи црвену 100 динарку, тоа е била пара. Така. Продолжуваме понатаму. Ово е Бранко Ѓулија и Владанка, ја и моја жена Бранка. Ова е некоја прослава. Ово е
u Kristal, mislim, na igranku nešto. Хотелот Кристал исто така е било пријатно место за Pa slučaj jedini... за дружба и за забава. Абе, пред Кристал е хотел Куманов бие чувено. Тој ке ќе дојде на месец дана се менјала певајка. Али ако е добра певајка, таа останува још еден месец. И покојни Биџо е бие стални гост, па е бие имало е стални гости кои су... И многу народ е. Дошли су да се провесели, да се одноди. Јочо Манчо е бие стални гост. Имало и... Ова е уште една слика од собор во Ранковци, иста фотографија, само дека во друга верзија повеќе народ. Не, ово е у градиште. А во градиште. На врв. Добро. На врв. Градиште има многу во манастир. Така, и таму сте оделе. Само што не ga користиме, не многу тој за лето, одмалиште, ваздух, не може висина. Идеме понатаму. Ова е доста интересна фотографија, може да не ја кажете. Исто е ово негде на собор, овој сам ја, да продавам лимонаду. Така. Лимонада се продавала канте. Точи, Доста интересен. ваша вода, наша мода. Интересен податок. И ова е многу Ово е болнички парк. болнички парк во болница Куманово. Да, тој одека имаше фонтана, тој беше фонтана. Ово е другар ми Живко, Сургун, ја, Милка и Јеца, ова е од Голубиви. Така, ова е доста стара фотографија. Стара е, тој е негде 50 години. Градска болница Куманово. Ова е некаде сега кај што е фотошуте, така? Ово е чоше на баш куде слубе што се. Слубе тие, не има вртење. Така. На тој чоше овдека продава јајцето купуваме. Ово е Сургун и ја купуваме јајцето. Ево, Може да ни кажете вашето друштво кое е било цело? Сеќавате на вашите другари? Гледам дека поголема група на... види, ми сме биле многу големи. Те не забраво некога. Еве, може би ова фотографија ќе каже кои се вашите другари? Кои се тука? Ово е мој девер. Ово е у женско преоблечен на прочку. А ово е Видосав електричар. Караджински. Ово е на площад негде, на прочку. А, Ова пишува... не, прочка е тој. Може и да го читаме ова позади што пишува, ќе дозволите ли? Не. А? Не. Добро. Одиме понатаму. Ова е тука кај нашиот Тоа е кај- мост, кај телевизијата, Да, Поме Костуница на мотор. да, брат ми и Мотоцикл. коње коло гањо, тоа е одека, каде вас е одека под мост. Кој мотоцикл? Ова во тоа време малку чудни мотоцикли се возеле. Види, имаше тие случаи, не сме ми имале така продавница да купиш нов мотор. Тој да увезеш мотор, кад бела овие окоњи дули од Циганско мало и Вањо Рус, бела од Чик, пратени на специализација у Германија. Така. И од тут каде дева донесева мотори. Купиле се да се, а негде 61 годину јас сам имаја БВС еднога од најубави Куманов. Па после Донка Младе купи, тој су били БВС 250 кубика со скардан, па Чедо Малчо имаше Друга марка на мотор. Харли, да.
Оваа фотографија некоја забава. Ovo je društvo kod je pijančeme, evo go muzika, evo ja. Да. Брех музика. Да, Кои се овие луѓе? Ovo sam ja, ovo je Сургун, Не се сеќавате на. ne može, znam da sam ja, ovo je, ja Čugar sam i Zvonko Surgun, ovi ne može. I to je Skopske dućani kod što je. Ево Скопски Вичани од 1952 година. Da. Која е она фотографија? Ovo je jedna naša drugačka od Odese u Skoplje, Jeca Golubka. Tak. Od Golubevi familije, tako ga vikso. Ovo je, evo ги Skopske dućani. Кажете ни вие, господин Лазарски, кога сте излегувале во вечерна прошетка, како била вашата маршрута, кај сте Ќе оделе? ти кажем. Маршрута je bila od komitet, сега, od библиотеку, pa do крај на школско, изгорелу школу. И ту се ишло у 3 ленте. У овој се ишле овие, од десна страна се ишле овие кои се забетерујавте, оно, ми ги викасмо сенкарчиња. У средњу се ишле поозбили. А у крајњово, тамо е било ВПШ-га, викасмо. To je vaša poslednja šansa, ti je poslan. I će šetamo po trojica, četvorica, i sad neko se sviđa ti se nekoja devojka, ti go pa doniraš, može li da ovaj, ako svaka ona iskoči od društva, i sad ti su špilma i osvajaš mu, skidaš u zvezde, nema. Од каде останал тој прекар, куманот се вика дека тие го измислиле тој прекар Стар Бечар? Стар, има тој, не, имало е Стари Бечари. Стари Бечари е било 28 години, Стар Бечар 26 години. Во тоа време? Па да, 26. Девојка, А сега 38. 25 години, девојка, стара девојка. Добро, одиме понатаму. Ево, ово е Горда, ово е Вањо Рус, пивоваров, ово е Владо Пивоваров, професор. Ово е моја черка, ово е моја жена. Така. Ова е интересно. Некогаш забава во поранешниот дом на Јана Лутрија. Каква? Ово беше све или ништо. Ту се пробила и Есма Речепова е појавила на тој Така. такмичење. А ја овдека вршу пренос Југославија, Бразил, Фудбал. фудбал. Може да ја кажеш кој беше тоа за Југославија? Ќе ти кажам, ама да не погрешам. Кажи ни во состав. Драги гледачи, јавljamo се стадиона Маракана, где се одиграваат такмица измеѓу Југославија и Бразил наступа у следеќи состав. Голман Джилмар, бековски Парџалма Сантос, Нилто Сантос, Зито Белини Орландо, Гарича Дида Вала Пелеца Гао. Југославија репрезентација наступа у плавим дресовима и белими гачицама. На голу е Беара, бековски пар Станковиќ Црнковиќ, халф линија Чајковски има ли? Чајковски Бошков, Вукас Бобек Зебец и суди е дао знае да почеток утакмица е почела, Бразил пада со десна страни. Вие вршите пренос? Добро. Улази у кажњени простор, шутали е Беара пантерски скоком од бараниот. Те сега кажете ни, од таа генерација на Бразил која подоцна стана 3 пати светски шампион. Да. Пеле смета дека е најдобар фудбалер.
Меѓутоа тука имаше и еден Гаринча, Загала. Гаринча, Вава, Загала. То е било пријатно. То су били, нема... Пеле не намашил. Вижи, после се појави Марадона за Аргентина, али Пеле не намашил. Пеле. А од таа Југославија Владимир Беара бил врвен голман. Владимир Беара е бил, прво беше Мркушиć, а после дојде Беара, па после дојде од Шошкиć, Милош Шошкиć. па беше краљ некој, имаше пријатно. Кажете ни, Бранко Зебец беше голгетер страшен. Види, Бранко Себец е бил еден брз фудбалер, брз. Голгетер Рајко Митич и Бобек су биле врхунски, Чаковски, Вухавни, не надмаши. Па ја имаше... Бора Станковиќ, Па добар имаше е. јас некој и од Бобека, имам и од... За кого најве Милазаревски, за Партизан или за Звезда, за кого сте вие? Јас сум партизан. И веројатно имате одене во Белград да гледате мечеви на Партизан. Колко пут сме ви ишли, разбираш. Организирано од Куманово во Воси. Во Воси, ја, Војко Пирочанец, Кочов од натрешни, Нини Латин, Мирили Пларевски Нини. кај се Така. давали, кај се нама у вагон ресторан, Па еве кажете ни, лично бидејќи сте вие голем најваш на Партизан, кого фудбалер најповеќе го сакате и ден денески го цените неговиот придонес во играта на оваа екипа? Милутиновиќ. Бора Милутиновиќ. Не, брат Милош. Милош Милутиновиќ. Зошто? Они су три браќа Милош, Бора и Радовани, како беше. Три браќа су. Добра, она генерација на Борсова. Партизан, шеста година која стана втора во Европа, Па види, он Васовиќ тогаш играше. они кад бинава, види тој, мене некој не ми е јасна работа, ниту и такмицу може со Партизан да го добие. До 56-та минута е водеше 1-0, така? Да, види што беше проблем. По моје, не мора да биде тој тачно. Ако Партизан бинеше првак, требаше да игра за светског првака, нели? Така. Али ако иде со оној, они сакаат да се побијат фудбалери, да иде во иностранство да игра. Ако иде со овамо, ќе ги задржи се. Да, тогаш имаше закон до 28 години, не можеш да одиш од надвор од Југославија. Да. Меѓутоа, господин Лазаревски, ве се подсетиме дека и Куманово имаше една изворена генерација на фудбалери 70 години во втора лига под водство на Петаковиќ, кога како се вашите сеќавања за тој тим? Тоа е било фешта. Ќе се поѓа кој такмица у 3 сат, у 2 сата е стадион пун. И мало, и големо. Дуќани су се затварале ако работело. Па тоа е било изживljavање, душу да ослободиш. Ние се викаш се, роди, и смешке, и шале, и едно друго. Кај ќе почне, имаше ватри, навијачи, Митре Гуска, да не разбираш, ќе викнеше. Она што е посебно интересно, да го споменем и Петаковиќ, доста контроверзен тренер и ден денеска, некои го критикуваат, некои го фалат неговото работење, па потоа дојде Качунковиќ и така натаму. Слушај, види, можда Петаковиќ е бил добар тренер за нас, зашто не сме имале бољега. Он стварно не иде у Лигано, а Качунковиќ е бил бољи стручњак. Еве таа генерација на Куманово сеќавате вие на легендарниот Старејко, потоа на Талпа, по надимак го кажува човекот. Да, па Ѓоко Скопјанец. Ѓоко Цветковски. Ѓоко Цветковски. Така. Ѓоко. Подоцна стана успешен студија, да. Да.
Pa имаше, слушај, па имаше И Цветинич голман. Па Донев е бил добар. Добар фудбалер. Слушај, Куманово е бил спортски град во тоа време. види, Имало и бокс, и фудбал, и кошарка, и се. се вртим околу Старека, Ланке би е добар фудбалер. Али не надмашив за мене голгетар е бил Душко Неда. Која генерација го играл? Па он играе со Старека, добро Стареко што си, Стареко Компир, трудовак. Така. Душко Неда, од одека отиде у бригаданица, у Штип, со Мимита Бочиќа, Мими Божиновски. Божиновски. Така. И он е отидела у овој, и Денко, Денко момент, Домановски. Домановски. И он отиде у Штипу. Па на Денко Домановски неговиот татко е прочуен член на Соколска музика во Куманово. Да, Денко у намо работише. Така. Така. Ова фотографија е една од највеселите фотографии што ја имате на маса, песма, оро. Ова е играње на стал. Па слушај, Каде во? млада се, овој дали е дома код е некога од нас. Пошто ми се збира смо, Така. кад работи смо у ЧИК, ќе се соберемо колеге од работу и навечер у суботу ќе се иде куди еднога. Цел ноќ ќе се седи, ќе се пие, сабајле жена ќе измие судови и тоа се идемо по дома. Едно неделју куде мене, едно неделју куде друго. Да. Ово е на чист понеделник. Каде е ова? Ово е на вручу воду куде што има сајчето големо направено, хотел, како хотел. Така. Овој беше полјана туј. И туј ќе играмо джелик на јавачко. Кој падне ќе га јава. Обавезно тој жене ќе замеси крвачено и од работа. Сега да ја прашам, во Куманово во тоа време имало многу стари занаети, кројачи, казанџи, мутавџи. Види, Куманово е бија за нацистски, највише кондурџи имало и шнајдери. Така. Чуени Дичко Шнајдер, Батко Шнајдер, Благе Турче, Бланко Сламари бие многу добар. Он е малку по... Имало е кондурџија им слога. Да те слога направи. Казак да ти направи кондуре. Тоа е било. Кондура. Господин Озаровски, може ли кажете нешто за малите од тоа време? Повеќе мали имало. Пиротска мала, Соколанска мала, Карап мала. Мале имало пуно. Се помале се. Пиротска мала е оценено пазарче, горе, и овој крак од болница намо, тој се биле Пиротска мала. Бединска мала е била овај десно, од болница. Џамиска мала е била овај, куде пошта се што е, тој е Џамиска мала. Соколанска мала, Карап мала. И помале смо, играле смо фудбал, топку смо играле, Крпеница. Од чарапет ќе украдемо од сестре, нова топка. Куде да имаш фудбал во тој време, разбираш? Ова фотографија е исто интересна. Ово е у реку, у Бедиње на Балаклив петак, и идеше се таму, имаше собор, музика, овој сам е Ваце родна, ја и Перо Малечек и моја братаница Светлана покојна. Ова фотографија не пише која година, меѓутоа доста е стара.
полека да го привршуваме нашиот разговор. Мислам дека кажавме доста интересни работи за Куманово, може да зборуваме уште часови и часови. Имате ли некои спомени кои не ги кажавме во емисијата, а се сеќавате на некој момент кој ви останал во сеќавање ден денеска? Па слушај, моменти имало многу убави, дружиле сме се, имало е јасна, могаеше ти да отидеш каде пријатели и да кажеш дај ми 10.000 на заем. Ако има, нема проблем, нити ти треба сметка, нити ти треба следок. Али обрасај ми е многу важен. Многу е важен. Куманово било препознатливо и по други работи, меѓутоа ќе зборуваме некогаш во друга прилика кога ќе дојдете. Куманово извините. Па види, Куманово има многу што да се прича. Само многу е жалошно што ми во Куманово немамо кој тој да ga оноди. Фала ви на вас што ви текнало да правите вакви емисии. Па ти да се земеше да има, ево, например, од Амам нема никој слику. Амам е бил купател градско. И тој што е бил горе. А срушива ga, зашо ga срушива, кој му текна. А онда во Прчарство се качи. Тој треба да исцрки што постои тие дуќанџije, тој треба да се отвојува, да се снима, да се остави на генерации, да видим што е било, како се е живело, а не само прави зграде, па не е и тоа убаво. Еве сега има најава дека Куманово ќе добие еден спортски музеј, барем така најава градоначалникот, дека ќе стане музеј на градот Куманово, нашата Соколана. Па слушај, редно е да имамо ми еден такав музеј. Имамо ми што да изложиме, имамо ми што да прикажеме. И пуно работе кои што по куќе разбираше луѓе ќе донесат да стои. Да, да има фотографии на сите генерации и да биде и музеј. Фотографии и некои ствари стари, разбираш. Абе има што да се оноди, само треба да се заземе некој. Ега да успееме. Така, и последно прашање, господин Заровски, дали се кајате што не се станали успешен боксер? Велат Круме Сода Вода вика имал потенцијал да биде боксер, ама се откажале. Па слушај, како да ти кажам, перспектива сега не е чисто спортски, ти не си имае некој да те потекне, па да ти од Корзо, ајде на тренинг у Соколано, од Соколано, ајде на игранки, и мало е успешни, ја ти викам, еден на ден никој не го спомнува, тој е легенда за Куманово. Друго што да ви кажам, ако може сега на крај да поздравам моју фамилију. Поздравете слободно. Поздравljam голему ќерку Јасмину, малу ќерку Валентину, извиневу обрго оздравлjenje, скршни ногу, сина ми Перицу, персонал у Помодоре, Зорана, Перицу и сви пријатели кои ме познаваат во градот Куманово. У град Куманово. Ако некого сам испуштија, не е намерно, нека ме опрости, и пак сам у години и не може да се запамтам. Да кажеме дека ви имате 85 години. 85 и пол. Благодарам, господин Лазаревски. Фала и на вас, фала на вашу телевизија и овакви емисии да имате почесто. Почесто има још. Треба да се ја и ти организираме еден пут, да ти ја победу по-стари. Има Ванчо Ковачев, 90 години, Мирко Контурџија, 90 години. Има тие кои повише знаеме и од мене.
Ја не знам све. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Нов ден и останете и понатаму со нашата програма.